Неуспешни се синоќешните разговори меѓу синдикатите и менаџерскиот тим е оценката на председателот на локалниот огранок на МЕСО Сашо Јованов, кој вели дека не е прифатено да се формира неформална група без тој да биде дел од неа. Рударите од САСА остануваат на ставот дека не отстапуваат од барањата за зголемување на платите. За пар месеци ќе одам во пензија. Меѓутоа сакам да ги поддржам моите рудари, пошто знам дека тешко е, рударскиот хлеб е тешко. Инаку професијата си ја сакам. Немам ни ден болување. Редовен работник, се работи за редовен работник во САС. Значи, од рудникот по 50 милиона евра нето добивка овие рудари изработуваат од утробата на Република Македонија. Рудно благо, а за рударите не останува ништо. Раководството на САСА потврдува дека синоќ имале разговори со првите синдикалисти. Председателот на мултиетничкиот синдикат за образование на раководството на САСА им ја доставил документацијата за легитимноста на синдикатот, пошто е прифатен како репрезентативен синдикат. На состанокот беше потпишан протокол со кој страните се обврзаат дека во рок од 20 дена, согласно регулативата, двата репрезентативни синдикати СИЕР и МЕСО ќе формираат заеднички тим за преговори со менаџментот на рудникот. При тоа менаџментот уште еднаш нагласи дека тие остануваат подготвени да разговараат за сите барања на вработените во САСА, но исклучиво според процедурите предвидени со закон. Околу 300 рудари веќе втор ден без прекин протестираат во селото Долна САСА, каде што на локалниот пат ги пропуштаат возилата на местното население и училишните автобуси, но не и автобусите и камионите на рудникот. Рударите бараат во преговорите да се вклучат и ресорните министерства и владата.